Следна тема на која ќе зборуваме се труења со отрови, отровни растенија, отровни гасови и пареи и ингести. Најпрво да замислиме една ситуација. Го наоѓате вашето дете, кое што интензивно се лигави, кое што се жали на мачнина, на гадење, забележувате црвенило на усните и покрај него забележувате дека маичката му е мокра, забележувате долу на подот превртено шише од кое што истекува некаква течност. Но пред да продолжиме и да кажеме што треба и што може да направите во тој случај, да кажеме неколку други работи. Најпрво, за труење со отровни растенија. Прво и основно, секогаш имате предвид кои би биле евентуално отровните растенија во вашата околина. И втора работа, детето не мора да проголта дел од растенијето, доволно е само да дојде во контакт со растенијето за да настане некаква реакција или труење, бидејќи маслата од растенијето се ресорбираат и преку кожата. Локално може да очекувате реакција од типот на црвенило, дури и пликови, меури, чешање или едноставен исип или евентуално оток. Што да направите во тој случај? Заштитете се најпрво самите себе, ставете ракавици и потоа оној дел што бил во контакт со растенијето, обилно исплакнете го под млас вода. Но сега да се навратиме на нашиот случај. Го најдовте вашето дете со црвенило на усните, се лигави интензивно, мокра му е блузичката, се жали на мачнина, гадење, на стомачни болки и пронаоѓате едно шише истурено покрај детето на подот. На што да обрнете внимание? Покрај сето ова може да очекувате, може би нема да се лигави интензивно, но само ќе има непријатен мирис од устата. Може да биде само успорено, поспано, може да се јави дури и повраќање. Се ова алармантни симптоми и знаци кои што треба да ве насочат да побарате стручна помош. Што треба да направите? Јавете се на Универзитетската клиника за детски болести за да добиете совет. Доколку не е алармантна состојбата кај детето. Доколку е алармантна, секако веднаш ќе го однесете детето на претходно кажаната клиника. Доколку се јавувате и барате само совет, има неколку работи што треба да знаете да ги кажете. Треба да знаете да ја кажете возраста на детето, да ја кажете тежината на детето. Евентуално, доколку го имате пакувањето покрај вас, да кажете, да прочитате на пакувањето за каков тип на отров се работи. А најчесто се работи за средства за чистење во домот. Понатаму, доколку се работи за некој отровно растение, да знаете кој тип на растение било. Треба исто така да знаете кога од прилика се случило ова труење, односно овој инцидент. И треба да знаете да ја опишете состојбата на детето. Доколку тргнете веднаш пак кон клиника, во тој случај земете го пакувањето со вас. Следна тема на која би зборувале е ингестија или внесување, проголтување на батерии или на магнети. Многу често се случува малите дечиња да дојдат до тие малечки батерии од било кое далечински управувач или средство кое што се напојува со мали батерии. Кога ќе дојде батеријата во стомакот, во желудникот, поради тоа што доаѓа во контакт со желудочната содржина, односно киселина, се развива реакција и може да биде пробиен ѕидот на желудникот или на цревата. Од таа причина е ова состојба многу сериозна. Од таа причина, доколку забележите дека вашето дете проголтало батерија, треба да побарате стручна помош. Но не мора секогаш да го видите. Доволно е да забележите како се дави, доволно е да забележите дека многу се лигави, но исто така, знак кој што укажува на ваква можност се и мачнина, стомачна болка која што не се смирува. Во тој случај однесете го детето на преглед и побарете стручна помош. Доколку станува збор за магнети, еден магнет и нема да направи голем проблем, но повеќе магнети прават проблем бидејќи се спојуваат. И од таа причина може да направат стоп
во проодноста на цревата. Поради тоа, доколку забележите дека вашето дете проголтало и магнети, од таа причина ќе побарате стручна помош. Замислете една ваква ситуација. Во зградата во која што живеете, која што има 10 ката, на 5-тиот кат се јавил пожар. Сите оние што живеат на погорните катови се многу подолго време изложени на чад. На што да обрнете внимание? Значи, едноставно, тука веќе имаме внесување или вдишување на чад, односно на јаглероден моноксид кој што се содржи во тој чад, кој што може да биде многу опасен. Нема мирис, нема боја, а прави сериозно труење. Кај малите дечиња само ќе забележите и воопшто кај сите луѓе кои што биле изложени на големи концентрации на овој газ, само заруменето, силно заруменето лице. Кај малите дечиња може да забележите конфузност, малаксаност. Доколку се работи за деца под 2 години, па и под 5 години, побарајте стручна помош.